Добро вечер, почитувани гледачи. Ги следите вестите на телевизија Сонце, а во нив 105 годишнината од загинувањето на идеологот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев, традиционално одбележана со панихида на неговиот гроб и полагање на венци на споменикот во градскиот парк во Скопје. Турскиот председател Абдула Гюл, кој се наоѓа во посета на Македонија, разговараше со председателот Бранко Црвенковски. Партиите и коалициите и денеска со низ за активности, пресконференции, јавни трибини и представување на кандидатите за пратеници. Да ги проследиме деталите од најавените и другите настани. 105 годишнината од загинувањето на идеологот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев беше одбележена денеска со панихида на неговиот гроб во црквата Свети Спас и со полагање цвеќе пред неговиот споменик во градскиот парк во Скопје во организација на меѓународната манифестација Гоцеви денови. На гробот на Делчев цвеќе положија вице-премиерот Живко Јанкуловски и министрите Трајко Славевски и Миле Јанакиевски, како и голем број граѓански политички делегации. Во Собранието на Република Македонија беа врачени наградите Гоце Делчев, државно признание за значајни остварувања во областа на науката. Нејзини носители за 2008 година се академик Владимир Серафимовски, доктор Фросина Ташевска-Ременски, доктор Валентин Мирчевски, доктор Шевојка Коморска-Ловриќ и доктор Миливој Ловриќ. Гоце Делчев, визионерот кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите, загина на 4 мај пред 105 години. Делчев беше убиен од турската војска во 1903 година во селото Баница на патот кон Сер. Целта на неговото последно патување била намерата да го спречи или одложи предвременото востание, кое во тие денови 2 до 7 мај се договарало на Смилевскиот конгрес во домот на Даме Груев. Делчев сметал дека се уште не се созреани политичките услови за крајање востание, што сепак се случи на Илинден 3 месеци подоцна. Неговиот 31 годишен живот почува на 4 февруари 1872 година во Кукуш, во семејството на Султана и Никола. Се школувал во гимназијата во Солун и на Војната академија во Софија. Учителствувал во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМОРО. Работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата. Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО 1896, а до 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. Во зачуваните писма Делчев пишува дека се борел за слободна и независна Македонија со широки права на сиромашното население.